Добро вечер, Девар. Добро вечер, Деварчани. Добро вечер, ВМРО ДПМН. Добро вечер за коалицијата за подобра Македонија. Добро вечер, драги пријатели. Еве, собрани сме тука во Девар да дадеме една силна подршка за сегашниот и иден председател на Република Македонија, за Ѓорѓе Иванов. И да дадеме подршка за ВМРО ДПМН, за 62 пратеника во парламентот на Република Македонија, за Никола Поповски и другите пратеници во 6-та изборна единица, и за Антонио Милошевски и другите пратеници кандидати за пратеници во 5-та изборна единица. Ова е град и општина во која што дел од гласачите гласаат во 5-та, а дел во 6-та изборна единица. Драги пријатели, ВМРО ДПМН е партија која што се грижи за сите граѓани на Македонија. Ние не ги делиме луѓето ни по вера, ни по етникум, ни по социјална положба, ни по било што друго. За нас секој граѓанин е важен и сите проекти што ги правиме да помогнеме на сите. И сите мерки што ги преземаме се мерки што треба да помогнат на сите граѓани. И во тој поглед можам да кажам дека и во минатиот период, во овие 7,5 години откако ја добиваме довербата на граѓаните во Македонија, на мнозинството граѓани, целиот во овој изминат период работевме колку што е можно да помогнеме секаде каде што може и секому што можеме. Наследивме држава со многу проблеми, со многу ветувања кон граѓаните, а речиси ништо не исполнето. Луѓето, особено во овој крај, во Реканскиот, во Дебарскиот, беа тотално изгубиле верба во политичарите. Ги подржувале, гласале за нив, ги слушале нивните ветувања и на крајот тотално разочарување. Нула од ветеното. Не дека во другиот дел на Македонија било кој знае колку подобро. И таму била истата песна, ама па овдека било ептен. Тотално ептен. Ние свесни сме на сето тоа што се случувало. И ние со нашите политики почнавме да вртиме нова страница во политиката на Република Македонија. Ние сме политичка партија што не чека да дојдат избори, туку секоја година е помеѓу граѓаните на разни начини. Дали тоа се трибини, дали тоа се посети на нашите функционери и владините функционери на различни населени места, села, градови. Важно е да сме постојано во контакт со луѓето, со граѓаните, со нивните проблеми и колку што можеме да решаваме од тие проблеми. Тоа е една од разликите што ги имаме со СДСМ. Втора значајна разлика е што ние никогаш не ветуваме дека ќе ги решиме сите проблеми и никогаш тоа не сме го ветувале, ниту пак сега ќе го ветиме. Затоа што тој што ви ветува дека сите проблеми ќе ги реши, бидете убедени дека ве лаже и бегајте од него. Бегајте од тој што ви вика се ќе ви реши. Биејќи тој е човек што лажи. И тој само сака да го изманипулира вашето достоинство. ВМРО е партија и коалицијата за подобра Македонија е коалиција која што многу внимателно анализира, размислува што ќе вети. Затоа што сакаме тоа што ќе го ветиме да биде исполнето. Ние сме познати по тоа дека држиме до зборот. Тоа не значи дека некогаш и не сме погрешиле нешто, дека не сме пропуштиле. Живи луѓе сме и ние. Меѓутоа, во најголем број, во најголем процент, тоа за што сме дале збор сме го завршиле. И на крајот на мандатот сме излегле пред народот со отчет. Па така и овој пат излеговме со овој отчет пред граѓаните, пред народот. Во него има 3 компоненти. Првата компонента е од тоа што сме го ветиле во преходната програма, што е исполнето, кои проекти се завршени, кои се во тек, докаде се, колку пари, кој носител, кога почнало, кога завршило. Второ, од тоа што не сме го ветиле, а сме го завршиле. Исто така е напишано, затоа што
3 години мандат. Не е малку период. Доаѓаат многу нови работи, многу нови проблеми, кои што треба попатно да се решаваат. Не може сега ние да речеме го нема тоа во програмата и ајде, не го решаваме, чекајте вие наредни избори. Не бива таа работа. Доаѓаат добри идеи, се среќаваме со многу луѓе. Така што голем број проекти се направени, а не се ветени во програмата. И тоа го пишуваме во отчетот. И трето, го пишуваме и она кое што било ветено, а не сме го завршиле. За среќа нема многу такви работи, малку се. Меѓутоа, не бегаме од тоа. Ние тоа го пишуваме и објаснуваме. Тоа и тоа го ветивме, ама не го завршивме, од таа и таа причина. Тоа е честно, тоа е фер. Луѓето нам ни ја даваат довербата на избори, ние излегуваме со отчет. И така сакаме и да продолжиме. Нам ни е битно и по 4 години кога ќе дојдеме тука, да ве гледаме во очи, а не да се срамиме и да менуваме тема. А ќе ве гледаме во очи, ако сега во новата програма, тоа што го ветуваме во оваа програма, проверено, го реализираме. Иако може и нешто повеќе од тоа, ние секогаш се трудиме така да биде. На некој начин, јас изборите ги разбирам како еден фер однос помеѓу гласачите, народот и политичарите, односно партиите. Ние излегуваме со конкретна понуда, многу добро разработена. Овдека имате 2046 проекти. Тоа е многу. 2046 проекти. Не е мала работа. Например, во преходната имавме околу 1300. Сега со поголемо искуство, со многу зад нас поминато, со поголем елан, со повеќе идеи, најдовме начин да направиме програма која што е најсилна до сега, со најмногу проекти, со најквалитетни проекти. Собиравме многу идеи, и наши, и од страна, и од граѓани, и од експерти, и од Македонија, и од надвор. Дебатиравме за тие проекти. Со денови, со недели, работевме на оваа програма. Не беше лесно. На крајот излезе многу голема, излегува дупло од ова што е тука. Меѓутоа, и буџетот што беше потребен за тие проекти беше дупли. Бидејќи ние сме партија што не сака да си го важи народот, решивме и овој пат, како и секогаш, пола од проектите да ги тргнеме од програмата и на луѓето да им го предложиме тоа што е можно да се заврши. Тоа зашто очекуваме дека ќе има буџет, дека ќе има пари во наредните 4 години. И така направивме приоритети, што од сите проекти што ги имавме и мерки се најважни, и тие ги ставивме во програмата. И така дојдовме до овие безмалку 400 страници програма и 2046 проекти. Со тоа што половина од проектите не можевме да ви ги ветиме, бидејќи знаеме колку пари има државата и не можеме да ве лажиме. Со тоа, практично ние во еден најголем дел ја изработивме и програмата за после 4 години. Се разбира, во меѓувреме ќе дојдат и нови идеи, може би некои нови проблеми ќе се создадат. Но веќе ја имаме основата, костурот и на програмата по 4 години. Тоа е ВМРО ДПМН. Така работиме ние. Гледаме долгорочно, со визија, со внимание и со респект кон оној пред кој излегуваме да гласаме. Да бараме гласови. Драги пријатели, ние велиме вака. Ние зад нас веќе имаме историја. Историја на нашето работење. Имаме оставено трага. Имаме едни избори со програма, па со отчет. Имаме други избори со програма, па со отчет. Имаме трети избори со програма, па со отчет. Ако ги погледнете тие програми и тие отчети, ќе се уверите, ако се подсетите, ако не сте уверени некој од вас, дека во најголем дел од тоа што било ветувано е завршено. Може би некој ќе рече, па фалат уште многу работи во државата. Точно. Ама гледате вие што ние сме ветиле. Дали сме ветиле се или сме ветиле конкретно. Јас ви уверувам, тоа што сме го ветиле, тоа е завршено. И токму заради тоа велам дека нашиот најголем капитал, нашата најголема гаранција за новата програма е нашиот минат труд и проектите што сме ги направиле во минатото. И затоа нас народот многу повеќе ни верува отколку на СДСМ. Таа гарнитура низ годините го мамеше народот, го лажеше народот, ветуваше се и се што, по еден вработен од семејство, а наспроти тоа имаше по еден отпуштен од семејство.
И што ли не друго? И ја загуби довербата. Политиката е работа каде што се работи со доверба. Сушност, не само политиката. Се во животот е така. И во бракот е така. И со комшиите односите се така. И со пријателите. Секаде е така. Довербата е клучното меѓу луѓето. Независно дали е низ различни страни на животот, дали е на работа, дали е во бизнис, дали е во брак, дали е со комши, дали е со пријатели или е во политика. Ја загубиш ли довербата? Многу си загубил. И тешко се стекнува повторно. Тоа СДСМ не го знае. Или пак не го чувствува. Може би тие теоретски вака го знаат, но не го чувствуваат. Бидејќи ако го чувствуваат, немаше така да се однесуваат и нема на таков начин да излегуваат пред граѓаните. Како и да е, драги пријатели, јас ќе потсетам дека низ годините се направија огромен број на проекти. И сега гледам дека СДСМ излегува и како ништо да не сме направиле, се негира, се критикува, против се, па да излезеа за еден проект да кажа, овој добар е проект, ајде. Еден проект што сме го направиле не го пофалија или не кажаа дека е позитивен. Среќавам такви луѓе кои што викаат, добро, што ви значи овој слоган од сега има разлика? Јас ќе објаснам што значи има разлика за оние што се уште не им е јасно. Има разлика значи дека, например, со примери ќе објаснам. Во минатото, во времето на СДСМ, пензионерите никогаш не се сеќаваа дека им се зголемини пензиите. Никогаш. Само знаат еднаш дека им одземаа 8%. Па подоцна Уставниот суд им ги врати, но тогашниот премиер Црвенковски и СДСМ одбија да им ги исплатат, бидејќи велат ако ви ги исплатиме, ќе пропадне бродот Македонија. Со доаѓањето на ВМРО ДПМН на власт, има само зголемување на пензиите. Просечната пензија се зголеми за 62%. Најниската пензија се зголеми за над 70%. А највисоката се зголеми за 46%, но просекот е 62%. Нели има три категории, па затоа велам највисока, средна и најниска и просек. Просекот е 62%. За период од 7,5 години. Неколкократно зголемување, дури и во годините кога немавме ветено. Например, 2006 ние немавме ветено, а ги зголемивме. Кога бев министр за финансии во 2002-та, ги вративме 8% и качивме 6%. Потоа дојде СДС, немаше качувања, дојде ВМРО, скоро секоја година качувања и покрај тоа што имаше светска финансиска криза, европска должничка криза. Наоѓавме начини како чекор по чекор да помагаме. Па затоа сега пензионерите нам не веруваат. Кога ќе кажеме дека во наредните 4 години, секоја година пензиите ќе ги зголемуваме по 5% и тоа вкупно ќе биде 21,5% зголемување на пензиите. И не само тоа. Видоа дека може да добиваат и бесплатно лекување на бања. Сега ќе видат и други работи, други проекти што има во нашата програма, како што се бесплатните викенди и можне значаен дел на проекти што го предвидовме. Видоа дека како што ветивме, дека болничкото лекување за пензионери кои што имаат пензија пониска од просечната ќе биде бесплатно, без партиципација, така и се оствари. Немаат луѓето зошто да не ни веруваат. Се што ветивме до сега за пензионерите, се остваривме. Сега ветуваме во програмата да речеме да имаат еднаш месечно бесплатен билет со возовите во Македонија, да може да отидат во друг град, да се вратат, да имаат повратен билет за еден викенд. И тоа ќе го добијат. И тие сега веруваат. Па ете разликата. Во време на СДСМ 8% изгубија и не им ги вратија и никогаш не им ги зголемија пензиите. Во време на ВМРО зголемување. Има разлика, така ли е? Второ, земјоделците, например. Во време на СДСМ се гледаа како некоја 6-та класа. Никаков приод немаа ни до влада, ни до ништо. Само за избори ги лажеа, ги манипулира, субвенции нула. Нула. Единствено во 2002 година, на 2 месеци пред избори, се дигнаа тутунарите, 50.000 тутунари дојдоа пред влада и некако извлекоа 5 милиони евра за нив. И тоа е се, на сила. Со силни демонстрации, протести, обиди да влезат во владата. Толку.
Дојде ВМРО ДПМН, нашето ветување во 2006 година во програмата беше ќе даваме по 20 милиони евра годишно субвенција. Земјоделците беа срекни. Од 0, 20 милиони годишно, навистина е многу. Не по 20 милиони. По 140 милиони даваме еве оваа година, а од следната по 150 милиони годишно. И секоја година по толку. За 4 години 600 милиони евра ќе добијат земјоделците. За минатите години добија вкупно 590 милиони евра. Сега, бидејќи се зголемува на 150 милиони евра годишно од следната година, пута 4, 600 милиони евра ќе добијат. Дали ни веруваат? Апсолутно ни веруваат. На кого да му веруваат? На СДСМ? На тие нула субвенции што ги има? На мамењето? На лажењето? Нема. Има разлика. Така ли е? Многу очигледна разлика. Или да речеме невработеноста. Еве да се подсетиме на невработеноста. Погледнете ги податоците на која сакате, дали на Завод за статистика или на Агенција за вработување. Се едно, исти се трендовите. Кога е СДСМ на власт, невработеноста секогаш расте, секогаш. Кога е ВМРО ДПМН на власт, невработеноста опаѓа. Пример, 1992 година невработеноста е 18% во Македонија. 2006 година, кога доаѓаме на власт, значи кога СДС ги губи изборите, ја наследуваме владата со 38%. Од 18 на 38. Доаѓа ВМРО ДПМН на власт, имаме 2 години нормални и потоа 5,5 години светска криза, европска криза, да не знае човек главата каде му е. Меѓутоа, и покрај сето тоа, и покрај сите проблеми на дворешни удари, намалување на средства во буџетите и во буџетот на државата, невработеноста од 38 падна на 28,6. Дали е тоа доволно? Не е доволно. Уште треба. Ама во едни такви тешки околности е повеќе од можно. Повеќе од она што е можно. Има разлика. Ете разликата. Во нивно време кривата на графиконот оди нагоре, во време на ВМРО ДПМН оди надоле. Вие се сеќавате ли во време на СДСМ да дошол некој крупен странски инвеститор и од нула да изгради фабрика? Нема такво нешто. Само приватизацијата што ги распродадува фирмите на своите најблиски олигарси за символични суми, речиси без пари, таков закон направија за да може нивните олигарси си ги земат фирмите и да ги раскашмат. Друга странска крупна компанија, глобална, мултинационална, не стапна во Македонија. Ниту беше пожелна, ниту помислуваше заради условите за бизнис. Кога дојдовме во владата, Светската банка, не ние, Светската банка, Македонија ја рангираше на 94-то место во светот според условите за правење бизнис. Тоа е во 2006. Доаѓа ВМРО во тоа време на власт, работиме низ годиниве, денеска Македонија е на 25-то место во светот од 180 земји. По Светска банка. Не е ова Никола Груевски што кажува. И нормално, штом правиш добри услови за правење бизнис, почнуваа да доаѓаат и компании. Почнаа да доаѓаат компании што вработуваат многу луѓе. Например, ние немавме во Македонија фирма што вработува 4100 луѓе. Сме имале таква фирма? Знаете вие некоја? Нема таква фирма. Сега има. Драгстрмајер во Кавадар си дојде 4100 вработувања. Кромбет и Шубрет во Битова 2500 вработувања. Ванху во Скопје 500 вработувања. Да не ги редам сите. Продис, Технохозе, Джонсон Мети првата фабрика, па Джонсон Мети втората фабрика. Джонсон Контролс првата фабрика, па Джонсон Контролс втората фабрика. Еве ги сега во Кичево најавија компанијата Key Safety Systems 1000 вработувања. Тоа се директни, плюс има тука доста индиректни. Оние што се добавувачи, некои носат храна за вработените, некој штрафче ќе изработат, некоја жичка ќе направат. Се се тоа индиректни вработувања. Значи, работите тргнаа во еден прав правец, затоа што во овие години се работеше. Ние не чекавме кризата да помине и да се вадиме на кризата. Додека траеше кризата, владата правеше енормни, крупни реформи во Македонија. За која ќе помине таа криза. Да имаме наплив на фирми како што сега почнуваат да доаѓаат. Вие гледате скоро секоја втора недела некоја светска компанија објавува дека донела финална одлука да инвестира во Македонија.
Сега на митингот во Скопје објавивме една компанија од Италија, Диатек, дека ќе вложи во Македонија своји пари и ќе отвори фабрика, ќе вработи директни вработувања 200. Недела дена пред тоа објавивме, односно не ние, самата компанија објави, ова во Кичево, 1000 вработувања. Недела дена пред тоа објавивме германска компанија со 800 вработувања во Струшко-Охридскиот регион. Пред тоа имаше еден куп објави. Дали ќе се тоа нови рудници, како што украинскиот инвеститор зема 3 наоѓалишта и ќе ги прави рудници. Дали фабрики, дали нешто друго, работите се движат во една правилна насока. Тоа што сите ние го сакаме. Главната цел на работење на ВМРО ДПМН е отворање на нови работни места. Дали тука има разлика? Има разлика, се гледа од авион. Или да кажеме во здравството. Во здравството, колку што сега се вложи во овие 5 години последни во здравството, во набавка на нова опрема, на нови апарати, во реконструкција на здравствените установи, каде што е потребна реконструкција, некаде градба и на нови. 5% да се вложело во времето на СДСМ низ годините, ние немаше да имаме потреба ни пола од овие пари што ги дававме за апарати да ги даваме сега. Огромна е разликата. Затоа велиме, има разлика. Народот знае да процени.